Браното иселување не ја заобиколува Струмица. Најбогатата општина во југоистокот се празни и овде младите луѓе својата иднина наместо да ја гледат во родната земја ги пакуваат куферите и бегаат во странство. По тој пат тргнале синот и ќерката на Томе Гошев од село Просениково, кои со семејствата се иселиле во Штутгарт, Германија. На нас не ни јарно, сме без внучијанта, што да ти кажам, сами сме с бабата. Да ме заболят на глава нема на која се пожари. А така имам си син и ќерката там со зето. Значи некој ќе ме однесе на доктор ако треба да ме однесе. Кај избегава моите деца немаше, подигнаа кредит, хали, оранџери и правија. И видеа оти тука нема. Викам синче, багајте да се исплатим од државата. Видеа за една година кредитот збришаа. И крај не дојдеа тука. Илјадници родители ја делат истата судбина и секојдневната тага и болка по внуците што ја има овој човек. Училниците од година во година се празнат, а во некои села нема ниту превачиња. Ако порано младите заминуваа бидејќи овде немаше работа, сега бегаат од партизираното општество, недовербата во системот и нискиот стандард. За поголема екзистенција, поголеми плати за тоа. Ако е добро, секој се седа дома. Дори тие што се на работа, напуштат. Не се доволни тие средства. Кој како завршува факултети, не може да си оде. Во нашата местна заедница говореше смо нашто мало има 64 куки, обште иселени, а 42 има што живеат по само еден член во куките. Маса. Посебни селата е исто. А Струмица, нели, викаме дека е богат крај. Тие што заминаа нема да се вратат, но мора да се направат напори да се задржат оние што се уште се овде, порачуваат граѓаните. Работната сила старее и тоа представува сериозен проблем, посебно во земјоделското производство.